И добре дојдовте, драги гледачи, во седмата епизода од мојот подкаст. Овој пат ќе се дружиме со Димитар Атанасовски, кој е прекрасен лик, пред се, татко, бизнисмен, водител, што или уште не е, си направиме многу добар мовет, ќе видите за што станува збор. А пред да почнеме со него, сакам да ви кажам дека можете да не поддржите со новите опции што ги имаме, со супер тенкс да ни донирате, или пак на онлайн чатот да си донирате вие колку што сакате и доколку сакате. Би ви бил благодарен, можеме да си купиме некои нови работи као камера и друго што ни треба за да го направиме студиото баш како што треба, да биде професионално. За сега тераме вака, имајте убав ден и продолжете да не гледате. Добар ден, драги гледачи, во мојот нов подкаст, пак снимаме преку ден. Наш денешен гостин ни е многу добар лик, многу добар татко, пред се водител феноменален. И пак да не те фалам, те молам. Не бе, ич да не ме фалиш. Да, Димитар Атанасовски, драги гледачи. Побо да кажеш нешто лошо за да се поправам, отколку само да ме фалиш. Ама нема ништо лошо да кажам, така да. Сигурно има кај сите има, па и кај мене има. Па, ама фала ти многу на покана. Честито подкаст. Фала ти. Да тераш многу сезони, ова све да ти биде избрендирано вака, да си испотетовираш со спонзори, со ова сона, да се опариш. Да се опара. Од спонзорите и баш ми е мило што ме викна и што ќе си помуабетиме денес. Фала ти што ја прифати поканата пред се и да те прашам како си, шо преш, дали си добар, од кај доаѓаш? Добар сум, доаѓам од... Се збуни кога ти кажав дека не сум у аеродром, дека сум у Маџари. Па човек цело време МЗТ, аеродром, фемили, оне на крај ми вика дојди у Маџари. Па чекај сега, у Маџари, нели Маџари имаат сега некој нов кошаркашки клуб? Има, да, у трета лига се. Па ти не менјаш адрес сега? Никад. Не, ова е само привремено, а после ќе си се вратиме у аеродром, пошто ние сме аеродромци. Значи под Кирија сте? Не сме под Кирија, али ќе направиме некоја смена свич, да. Ако бе, види, прво многу бава населба е ова, реално за живење. Ја се зачудив што све изградиле овде, не сум бил 2-3 години. Ја урбанизирале цела населба, односно све што имаше куќи продале и направиле згради. Да. Али окей си се шири Скопје, види боле овде да се шири него да се шири у аеродром и у центар, затоа што нема више кај да се шири у аеродром. Има бе, како не. Да, уствари има уште некој. Сега почна да прават подземни згради. Да, под булевар да живееш, пошто онака више се ненормални со цени. А има и уште некои паркчиња што се останати, мислам дека може да ги направат тие зградички малце. Види, ај да не мислиме и да не даваш идеи, да не останат луѓе без паркови и да нема деца кај да играат. Точно. Кажи ми, дали лесно ме најде тука? Те најдов? Тука си на локација. На улица си, лесно објаснува Google Maps, а и втора работа не е тешко да се најде кога се сака. Реално да. Нишо, фала ти пак. Нема гајле. Кажи ми, ајде да почнеме сега, да видиме кој е Димитар Атанасовски, да го прашаме што правил, какво дете бил, од самото детство, самите почетоци. 15 прашања ми постои. Па, ќе почнеме, кој е Димитар Атанасовски? Димитар Атанасовски во животот имал многу надимаци, затоа што од секогаш, уште од дете, сакав да правам различни работи. Конкретно од самиот мој почеток на образование, зборам за уште градинка моментите, покажав афинитети кон јавните професии, односно се тоа не знам дали било желба на мајка ми, на татко ми, не се сеќавам баш добро во тој дел, ама знам дека имам слики уште од забавиште градинка, периодот кога сум водел приредби завршни и места. Ти си ги водел? Да, имам слики од тоа, ако саш ќе одам кај моите дома, ќе ги најдам, ќе ти покажам. После тоа во основно затоа што менував, моите и се селеа низ Скопјево. Прво живеевме во центар, па малце сме живееле во аеродром под Кирија, па сме се вратиле во центар, од кај што потекнува татко ми и цела негова фамилија. Па сме се преселиле во Карпуш 4 и на крај се преселија моите во Геге, во Даме Груев. Купија овакво и јас учев пролет, мислам дека се викаше градинката за бабиште. После се префрлив во Јана Москоменски, учев до 4-то деление, у 4-то деление се префрлив у Страшо Пинџур во Геге. Тоа е во Даме Груев, така се вика ствари на селбата. И
уште на, не знам, четврто, пето оделение негде почнав да одам на музичко. Почнав Да пееш? Не, свира виолина. А си свирал виолина. И тоа завршив нижо музичко, едно време сакав и да се запишувам средно музичко, ептен ми беше тоа као виолинист ке видам кога ќе пораснам. И имав епитет Диме виолина ме вика у ГГ, зашо па знаеш она кога правиш нешто што не многу го прават од твојот глас, па сакаш да се истакнеш, па често знаев виолината да однесам на музичко, па ги замарав слушате, нема врска, мачки сум тепал, кузне како сум свирал, али битно знаеш, желбата. Да, па желбата. после тренирав фудбал, па бев голман, па се запишав средно гимназија. Че голман кај си бил? Голман прво бев у работнички тренирав, па после тоа се префрлив у Македонија Ѓорче Петров. Тренирав добар сериозно, па си добар. Што не продолжив, не сум бил добар, ама тренирав сериозно со 2 тренинга на ден со гледаш ова не сум вложување. Да, тоа го зборев сега и кај Томас и кај Жаре баш у подкаст, дека мојата љубов кон спортот и кон здравиот начин на живот почнува од моментот кога сакав да тренирам фудбал, и тоа затоа што напоредно музичко, односно виолина и голман не иде, затоа што прсти ќе искршиш, а ваму ти треба прстите. Дури моите ме забрануваа на почетокот и штедев пари од ужинки од ово од она што ми дава, за да може да идам да уплаќам чланарина, за да може да тренирам, и тоа беше условот од мајка ми и татко ми, што од денешен аспект би им кажал фала затоа што ме научиле дека ако нешто сакаш треба да се бориш за тоа и дека треба да си вложиш сам за да може да го правиш или да си осетиш некаков бенефит. Со тек на време после више не се плаќаше затоа што отидов кадети, младинци и тие посериозните. Стана посериозен мацу. Да, и си продолжив со тоа, иако фудбалот ми остана пасија, бранев и за средно школо, бранев за факултет после тоа. А сега знаеш чат пат да браниш некако? Не, сега бегам. Сега бегам од фудбал, од страв дека ќе се повредам заради тоа што прво, знаеш, кога цел живот си играл и кога цел живот си правил нешто, како поминуваат годините, мозокот се мисли дека уште можеш да го правиш тоа истото, а телото едноставно не ти е истото. И сега, пример, ако направам парада кој што сум правил на 18-19 години, имам еден другар, Јове Костовски, кој што до предскоро беше професионален и ангажиран, беше играше у Кипар и у Белгија играше. И баш имав стајано некои сториња од идев на тренинзи за голмани, прајање парада, паѓаш, ама онака те боли од што гледаш дека сум паднала, не да паднеш како мене. И често ме зецаше, вика, нека викнат Вајак да го изрмнат теренот кај што си паднал заради тоа што ќе имаат мака луѓе во соиграње. Така што се менуваат навиките, се менуваат со текот на годините. Да. Ама фудбалот ми остана паси, иако реално активно не сум играл. Последен пат фудбал играв со другари пред короната. Значи тоа е пред некои добри 3-4 години, да. А добро си имал ли некој идол, така голман што ти бил ептен идол? Периодот кога играв ме вика Джиджи. Джиджи Буфон? Да, Джиджи Буфон ми беше еден од најомилените голмани, иако тука е Антонели што бранеше за Рома порано, па не знам, Шмајхел, Толдо не го сакав баш толку многу висок ми беше и не знаеше да паѓа кој што треба, ама Шмајхел да речем имаше совршена парада. Петар Шмајхел, не знам дали го памтиш, играше у Бајер Мюнхен. Плюс таков темпераментот му беше одувек, беше агресивен, сакаше со сите да се тепа, влагаше у дуели и он ми беше, извини, Шмајхел играше за Юнајтед, а Кан беше Оливер Кан, ако го памтиш, што играше у Бајерн, така што они ми беа така у топ 3. И интересно ми беше да ги пратам, тогаш имаше и светски првенства, нека овие денеска, кај што имаш 5 играчи, него имаше првенство кај што кој од кој беше подобар и секоја утакмица беше утакмица за себе. Така што мислам дека фудбалот тогаш беше и поинаков, не беше све околу пари, кладилници. Добро, сега малце си испоремети све. Да, сега све си отиде. Перење пари. Али не гледам фудбал сега. Не гледаш? Не гледам фудбал сега, освен репрезентација македонска која игра, или ептен нешто да е финале Лига шампиони или нешто од првенството. Све. Кошарка никад не сум ни гледал. Не, зборам за Македонија. Да, Македонија. Си ја пратиш у све. Карлинг да игра Македонија, ќе ги гледам зашто реално мислам сакам да бодрам репрезентацијата и
си се чувствувам дел од таа приказка иако не сум активен, него Да. на некој начин можеш со бодрење да допринесеш и тоа гледам да и го пренесеме и на Илина, претпоставам дека муабетите после ќе бидат за фамилиарните вредности за деца, ама пример најбавото нешто е сега кога си играше ракомет првенство кога беше, седнуваме со Илина, облакаме дресови, навиваме за Македонија. Заедно, да. Добро, Кирил е уште млад, мал е уште за да разбере, ама ќе со текот на времето ќе разбере. Кажи ми, нели ми спомна дека си живеел у аеродром, не те привлече на малце аеродромското да останеш таму? Види, да... за тој пе ти ржи кучево на аеродромското, така го имаш научено. Такви се по. Не, дека живее да се омаџари, па кога ќе кажеш аеродромци ржат на аеродромци. Види, мал сум бил многу за аеродромското да ме привлече. Значи јас зборам за период кога сум имал 3-4 години. Значи уште не си можел да го. Знаеш, и башка мојве биле под Кирие, ја тој период искрено него ни памтам. Сестра ме вајда не вајда, него сигурно не ни била родена тогаш, така што тој период од моето детство ми онака што ми го раскажувале моите. Да. И особено заради тоа што знаеш, мислам, окей, локал патриотизмот, убаво да имаш локал патриотизам, ама јас повеќе го поддржам оне национален патриотизам, кај што си сакаме држава и све. Тоа или сега не знам у Битола кога ќе отидеш, ја кумот ми е од Битола Битолчани, кога ние Битолчани вака, така консулски град, брат, пред 400 години било тоа. Значи окей, као али пак се смениле работи. Све почна од локал патриотизам, значи треба прво да си го сакаш, нели, локал патриотизам, па после национално. Така е. Али добро, значи, добро, мал си бил така да. Ептен. А кажи ми, добро, после тоа кај почнува љубовта за водителството и што се дешава? Кој е пресвртот у твојот живот? Види, мислам дека нема пресврт, туку дека слејано си има некаков тек на станите. Значи ти кажав тоа у градинка што се дешавало, не знам, валјда моите соврски ме терале. Еве го овој нека збори. Инаку од секојаш пример дома кога сме се собирале гужви, слави, имендени ово она, сум сакал, не знам, да ги имитирам овие К15, Цацко Тошо Миле компанија. Сум сакал да бидам интересен на некој начин центар паžња, па после дошло моментот во основно знам со Ведрана зашто заедно учевме, водевме неколку приредби, имавме на приредби, сме глумеле у оние аматерски театарски представи, Чорбаџи Теодоси компанија. После во средно исто така ги водев приредбите. Интересен е податокот да речеме што јас свирев виолина во класата на Ерхан Шукри. Меѓутоа секогаш кога имаше завршен концерт мене ме пуштаа да го водам. И дедо ми Бог да го прости, зашто беше педантерија човек невиден. Имаше машина за куцање. Ме седнував заедно со него и ми ги пишуваше работите што треба да ги кажеш. Да, јас сум по него крстен инаку исто Димитар Атанасовски. Така што со него и од него најверојатно таа љубов за да се каже, да се зборува, да се сподели. И он ке ми го напишеше, јас ке излезев, имам неколку слики кај што сум водител, да речеме, завршен концерт пред Нова година и ја бев Дедо Мраз облечен и демек Дедо Мраз доаѓа со оваквото и го води концертот, ги најавува дечињата што ке настапуваат. Трема имаше ли тоаш? Нормално. Ја до ден денес имам трема. И денес имаш трема? Да, па види на сите тоа им го кажувам. Само позитивна е сега, за разлика од тоа што не, и тогаш е позитивна, само ние од стравот од непознатото си ја правиме негативна. Има еден проект кој што го тераме сега за мотивирање на млади луѓе во Пелагонија, Empowering People of Пелагонија, кај што често ме викаат да споделам искуство со млади луѓе и тоа им го кажувам ја и на нив кога станува збор за тремата. Значи тремата е добра работа. Ако немаш трема, тоа значи дека не го правиш тоа со љубов, не ти значи доволно и немаш никаква емоции и онда си вештачки, тоа се познава. Само доаѓаш и испукаш и чао, пријатно. Кај тремата моментот е да ја искористиш за да ти биде бустер, да те повлече, за да ја пренесеш емоцијата подобро од она што би го правил без трема. Така што тремата од секогаш постоела. Трема имаме сите и во се што мислам да чекаш на шалтер на државна администрација, па имаш трема, дали ќе помине па овој се пикнал, па не си го чувствуваш тоа внатре. Сега овде е малку поразлична тремата затоа што е јавно обраќање. Ама све е тренинг, све е вежбање. И муабетот ми беше дека тогаш практично ми почнува мене љубовта за водителството.
И после кога дојдов на факултет, никогаш немав проблем да излезам, да речеме, јавно да зборам или не знам да одговарам или пред амфитеатар пред 150 луѓе да зборам, што пак е на некој начин јавно говорење. И следно си дојде аудицијата у МТВ, кај што ме примија и почнав Да, тоа сега да те прашам дали почна на радио или на телевизија, како не, почнав на телевизија. Почнав на телевизија. Со аудиција имало се. Да, па оваа приказка мислам ја имам раскажувано често. Имаше аудиција на македонска телевизија. На која што се пријавив сосема случајно, односно една пријателка на чичко ми, Весна, што работи во македонска телевизија, ми рече дојди има аудиција за млади луѓе. Ако сакаш и онака си брблив кој збориш 300 на сат, барем уновчи го тоа. И ја као прво на почеток ми беше не бе кај ја водител. Да, што Отидов на аудиција, ме примија и прво имав една емисија што се викаше Ефект. Секој четврток на МТВ одеше, као тогаш уште немаше ни бекстејдж, ни ексклузив, ни овакво. Она беше као шоу бизнис емисија у која што ние снимавме интервјуа со познати, одевме, следевме информации што се случува во градов, фестивали покривавме такви некои работи и тоа беше еднаш неделно. Па од таму отидов у К15, у К15 имав емисија што се викаше Плачалник, кај што Каде у К15 некоја телевизија? Телевизија имаше К15. Имаше телевизија К15 која што да речем имав емисија еднаш неделно уживо одеше и тоа ми беше првото искуство во живо емисија да осетам како е што е. И ја теравме К15 година дена, па после тоа се префрли во Томато и после тоа ја почнав Тротоар, па М2 потрага под звезди, па шо друго водев у Томато, не знам, со Марче нешто имав. Таа беше Тротоар. Таа беше Тротоар. Таа беше Тротоар и таа ја терав на 5-6 сезони. Па после тоа се вратив назад во МТВ, ја водев сите наши песни 2 сезони. Тоа беше една емисија со биг бендот на македонска телевизија, пее се музичари, сериозен проект. Имаше као аудиција јавна за децава, ама го направивме да е по општини во Македонија. И се надпреварува, примери градови и општиниви од Скопје си пријавуваат дечиња тоа беа по 17-18 годишни луѓе. И они се надпреваруваа во живо пееа и пееа македонски шлагери. За поентата беше да ги испееме сите наши песни од минатото. А имаме доста песни. Има песни Ризница, еден тон, само кој да ги слуша. Тоа е овакво и проблемот е што никој не ги емитува. Дури еве ја работам на радио, више 13 години сум на радио, ама све послабо и послабо само за роденденот на Тоше и за датумот да се одбележи и се пушта и тоа е жално, ама тоа е друга тематика. Тоа е страшно. Па ја водев сите наши песни, па се вратив во Томато, ја водев онаа фискална во рака награда без мака, 2 сезони кај што беше стимулација да се собираат фискални и да се испраќаат по пошта. Па од таму после отидов у Алфа, го водев Арена 3 или 4 сезони и значи поише телевизии си бил. Да, па и ние со Тротоар бев само на Сител не сум бил. Бевме на Канал 5, па бевме на МТВ, па мислам на Алфа дека бевме еден краток период, па се вративме на МТВ, значи реално шалтање на сите страни, да. Па умеѓу време додека беше Тротоар, дојде Цаци, мојата радиска мајка, така сакам да си ја кажам, што работеше кај нас во Сити. Па она ми рече дојди да пробаш да видиш во радио како е што е, па почнав во радио и 12 години после тоа тука да. Ама добро, тебе сите, мислам, те препознава порано на времето како Диме Тротоар. Да. Што се деси исто како Марче, што го препознава Марче да и побрза и ти Диме Тротоар. Па од каде избита? Да, па тоа ми беше реално најголемиот проект за тоа време. Заради тоа што Тротоар беше сериозна продукција, 5 години го теравме, тоа е 5 сезони. Добро, не е малце тоа. Па не е уопште малце и на некој начин поставивме нови стандарди во македонскиот шоу бизнис дел. Значи ние не бевме жута штампа нешто сега да земеме, цицката на оваа излегла, оваа се сликала по гаки, него гледавме да опфаќаме сериозната страна на шоу бизнисот. Од типот на правевме критички осврт на музички албуми, одевме на фестивали, ама фестивалите сериозно ги покривавме, правевме интервјуа со светски звезди, правевме прилози за светски настани, одевме во регионов, значи неколку пати сме биле Србија, Бугарија, Албанија, кај што сме правеле интервјуи и со тамошните, меѓутоа и сме покривале одредени настани. Имавме
Сите правеа сезона летна пауза у Македонија, ние 3 месеци одевме у Охрид, снимавме таму летна шема, дискотеки, интервјуа и сите тие ствари, така што гледавме на еден поразличен начин и да тоа беше од понеделник до петок, а во недела го имавме тротоар шоу кај што имавме 2 сати шоубиз емисија со гости, со предизвици, со бендови во живо, со праење пародии на турски серии, со сите тие такви ствари. Марче беше со тебе у тротоар? Да, почнавме јас, Марче и Ирена Петкова, што после тоа водеше Вардар ТВ, после тротоар. А ова е тротоар е после Дај побрзај? Или... Да, тротоар е после Дај побрзај. Тротоар е далеку после Дај побрзај. Значи Марче после тоа водеше... Остаремо повелеко. Водеше, мислам дека некои водени лудори, водеше на базен, па после тоа водеше М2 го водеше една година, мислам и он. Па водеше, имаше многу проекти, имаше пред тротоар. И практично ја и Марче се запознавме на тротоар. Да. Јасно. А добро, последна емисија што си ја водел, која ти била? На телевизија, на телевизија. Квизот на Алфа Арена. Аха, кај Благојче од Каменица, да, јасно. Да. Види, знаеш што е најжалната приказка што квизот сите го памтат по Благојче, тоа е македонската трагедија. Значи човеков прво сите ме прашуваат и тоа јавно ќе го кажам, го помина испитувањето. Ја како? Не знам, ама човекот го помина она на почеток прелиминарно испитување зашо... А сам се пријавил? Вајда. Он викаше дека колегите го пријавиле, ама ја чисто сумњам пошто мислам дека сам сакаше да се пријави. И сега дојде, ништо не направи у таа емисија, си отиде со минус 70 поени, а имаше да речеме ликови како Мајк, што беше едно младо дете, 24-5 години, што беше жива енциклопедија, и никој не го знае Мајк, никој не ги знае овие гигантиве што по сите квизови до ден денеска се пријавуваат, имаат знаење ненормално, сите Арена давет со тој Благојче, мора само најлошото да се памти и тоа е као најинтересно. И мене тоа искрено ми е многу жал што е така, да вложувавме сите повеќе во знаење и да ценевме сите повеќе знаење. Пример, види ги Хрвативе. Хрвативе, оној нивниот потера ловец што го имаат квизон, или оние на Тарик Филиповиќ милионерите. Значи, тој му имаш сериозни луѓе кои што имаат сериозна, ти да седнеш да го гледаш квизот, саат време си научил милион нови работи, кои што не си ги знаел. Да, интересно ти е, некад ќе погрешиш и ти, некад ќе погреши и тој што се такмичи, ама пред се е од едукативен карактер. Кај нас све е рекла, казала и тоа мене искрено ми пречи. Кај нас све е трач, мовец, сери, тоа ги занима луѓе и затоа сме до тука кај што сме сега. Ама дај да го смениме тоа. Зашо здраве Божи, и ти ки имаш деца, и ја имам деца, ја не сакам моите деца да живеат во општество кое што самото се гази себе си. Сакам да живеат во прогресивно општество кое што ќе се надпреваруваат меѓу себе со позитивни вредности, со знаење, ама и со етика, значи да не да се такмичат кој поише ќе украде или кој поише ќе заработи или кој кого повеќе ќе зезне, него да се такмичат, ама во фер услови. Со ние моралните вредности што се да. Добро, кога сме више на водителска вако тема, сам да те прашам, имаше нели на YouTube почна нешто? И тоа ми е многу интересно ми беше мене и на сите, пошто имаше доста добри бројки. И зашо тоа од една згасна тоа, ќе го јадеш, збориме за ќе го јадеш. Абе види, прво, знаеш, ја имам више 35 години, значи не сум ја сега млад полетен, па да не знам да се барам, па чекај да ќе, па ајде YouTube излео, па сите на YouTube снимаат, па ти го разбираш ова затоа што ти си понова генерација, зашто ти си дете на Instagram и на Facebook и на YouTube. Значи тебе ова поише ти лежи. Јас, еве се и за подкастите ми викаат, дај земи прави подкаст. Човек, зошто да правам подкаст? За да се такмичам со некој и да докажам дека можам? Јас имам што да работам, имам приватна работа, немам вишок време да кажам дома, Сара, чувај ги ти деца, ја кидам подкаст да снимам. Не сакам да се барам, едноставно сум се нашол у тоа што сум го правил, у тоа сум вложувал сериозно за да напредувам и за да станувам се подобар и подобар. И не сакам да лутам. Тоа на YouTube што го правевме, прво сите го знаат ќе го јадеш, ама никој не го знае дека беше концептот Машки свет. Машки свет беше емисија
ние така крстивме, у којаш имаше 3 сегменти. Едниот беше за едукација на мажите во Македонија, не за здравје и за такви работи, него за едукација за кој дело на каква пригода одговара, која машина како се врзува, кој ревер како се вика, што со што се комбинира, и тоа беше практично целиот концепт за машки свет беше на Крис и Нено од Синьори. Значи они го смислија, нивна идеја е, и ме викна, сакаме ти да го водиш, дај да се договориме, ентузијастички влагаме сите, пари нема, туку ќе оправиме за да си направиме кејф ние реално и да смениме нешто. Тоа беше едниот дел со машки свет, вториот дел беше подобро здравје, кој што Жаре Батич од CrossFit Скопје имаше 15 минутна рубрика, вежби кои што можеш да ги правиш во текот на денот, може да ти забрзаат метаболизам, да те поттикнат повеќе да си активен и сите тие работи. Престана? И тоа више не постои. Престана све, да. И третиот дел беше ке го јадеш. Кај што беше буквално го јадевме сите, 10 типа највари, да, сите викаат копија на Hot Ones, окей, да, инспирација беше Hot Ones, ама ние го направивме во македонски стил да јадеме ајвари. Да. И дури Крис и Нено сами ги правеа ајварите. Значи они наоѓаа пиперки, одеа по Америки, по ваму, по таму, тие халапењоси, малапењоси, грим рипери, и од тие правеа комбинации за да дојде до градацијата од најнелют до најлют да се направи. И тоа беше супер концепт. Го теравме, што знам, некои 10-12 епизоди, после фати корона, и као, ќе го продолжиме, нема да го продолжиме, и знаеш кога немаш сатисфакција од типот на пари, на дека го правиш за некого, па треба да го оправдаш тоа што го правиш. Да, бројки, окей, као имало, не знам, 100.000 views со Дритон или со Марче или со не знам што, ама мене тие бројки не ми значат. Ја не сум никогаш и тоа што го правам, да речеме на Инстаграм, браво, си стигнало 14.000. Шо ако сум стигнало 14.000, као орден ќе ми дадат, не разбирам. Тоа е исто како да земеш да запознаеш 14.000 луѓе у текот на денот и да се дружиш со тие луѓе да споделат. Значи, за мене тоа е исто. И никогаш не сум бркал бројки сега, толку лајкови, волку вјус. Да, е само така. Подобро да те видат 100 луѓе кои што ќе се мотивираат од целата приказка и ќе кажат браво, супер работа имаш завршено, нема да ти видат 100.000 луѓе и од тие 100.000 луѓе 99.900 да речат види го Клошаров сега земал ги имитирал вие, па прави нешто. Никад не сум бил мотивиран од бројки да правам нешто. Реално, не е све у прегледите, не е све у бројките, така да. А кој ти беше најдобар гостен, со кој имаше имаше поише, мислам Драган Вучич покојни го извадивме од комфортна зона Ептен тогаш, зашто он ја гледав емисијата Ептен. Он тогаш кажа да знаев дека ти е ваков концептот никад немаше да ти дојдам. Пеце Супер Хикс исто беше супер. Марче беше многу јак гостин. Игор Јанушев, политичаров, пратеников. Он тогаш прво мислам, ја тотално аполитички сакав да правам емисијата, го викнав и тогаш беше генерален секретар, овој што е сега градоначалник на Струмица. 15 пати пробував да го викнам човеков, пошто као да не биде, знаеш као кај нас, ако го викнеш овој од ВМРО, ВМРО си форсира своите, а ако го викнеш само другиот, комуњар. И ја реков, дај ќе ги викнам двајцата, за волја на вистината, 5 пати се договарав со човекот, све некако не можевме да се погодиме, па преку негов кабинет, па да дојде, па нема да дојде. И не се погодивме се, дали он не сакаше или едноставно стварно не се погодија куцките, не знам, али знам дека мене искрено ми беше ладење ташак емисијата, заради тоа што ја идев таму да се смеам. Па да се смеам и нешто ако препознаа некакои луѓе и така им стана интересно. А љуто ли беше стварно? Дали беше љуто? Да. Брат, ја јадам љуто, ама тоа не беше љуто. Сега која гледам емисијата, тоа беше смрт, не знам, ај некад ќе му се јавиме на Нено, баш ќе опрашаме. Ако имаат од тие формулите, ја ги викав Breaking Bad двајцата, ако имаат од тие овакво нешто станат тие пипричињата, не да се као се прави, да ти дадат да пробаш. Да ми да пробам, ако баш сакам да пробам, да видам што е тоа толку љуто. Да, нека спреми Вики шолјата после тоа. Солзи им течеа на луѓе, се потеа, се препотува. Ти зимаш воздух, правиш љуто ти, издишуваш, љуто ти е. Што и да правиш љуто ти е. Ама добро, ти се навикна после некоја емисија, се навикна. Па не, си го зезнав желудникот е, што се навикна, да. Добро, страшно е љуто да јадеш, ама добро, кажи ми, Диме, после некое време ти стануваш
политички активен, имаш Да. политички ангажмани? Да. Абе види како политички влез? ангажмани. Ја никад не сум бил вработен од партија Да, или не знам да имам некаква си титула или функција. Јас сплет на околности беше, реално јас водев 20 години независност. Што беше прославата на плоштад. Аха. Кога се пушташе фонтаната Да, Александар да, Македонски јасно, јасно. ово она. И тогаш стапи во контакт, мислам ја и претходно се знаев со луѓево заради тоа што со дел од нив имам играно фудбал заедно. Со Аха. Владимир Неловски, со Диме Спасов, Со таа генерација. луѓе кои што да речеме порано сум се знаел со овакво. И они тогаш као абе дај знаеш ако сакаш може да влезеш, може да допринесеш, може да направиме нешто и тоа беше Унија на млади сили. Да. На ВМРО и побуден од фактот дека потекнувам од егејско семејство затоа што на мајка ми страната и баба ми и дедо ми се егејци, Егејци. избркани од егејска Македонија. За онаа кауза за македонско национално обединување си викам ајде да. И прво бев член на градски комитет, да. Јовица Латиновски Топка беше тоаш председател, па после тоа влегов у извршен комитет, кај што беше Диме, па Нело беше, па Лука беше и стигнав до координатор за комисии на централно ниво. Тоа практично моја функција беше да предлагаме идеи со комисииве, што сите што беа членови на комисии, за работи кои што да речеме би можеле да ги мотивираат младиве луѓе, да се покаже позитивната страна на политиката и тогаш правевме не знам ден на борба против пушење, остави цигара, земи јаболко, па правевме фудбалски турнири, па правевме имаше многу интересни акции, театарски представи правевме, па посета на дом за деца без родители, па шетавме дечиња по зоолошка. На некој начин филантропски аспект имаше, не е од онаа политика да рече сега ќе кроиме политика во држава, па кој со кој коалиција ќе прави, па тука тендерите, па она. Тотално оперирано тие делови, зашто таму тоа е више сениорска политика, кај што е големата висока политика. политика. Да. И знаеш, од секогаш влегов во политика, мислам, единствениот мој реален политички ангажман бил кандидат за советник на град Скопје на 105-то место, на не на 38-то место, од 45 што ги овако и тогаш бев на листа, реално прво за да пополнам дека бев млад, а второ заради тоа што не знам вајда да се искористи мојот публицитет или нешто за да допринесам зашто поише луѓе да гласаат. И делот на политиката јас да речеме до ден денеска со голем дел од луѓето кои што сме биле у тој период политички активни и до ден денеска сум во контакт, да си се дружиме ние све супер, само кога дојде моментот на 28 години, мислам дека беше границата за Унија на млади сили и кога беше моментот да се префрлим у сениорска политика, ја тогаш више на 29 години, значи тоа било пред 6-7 години, тогаш више бев и не знам на Танц од звездите, се запознав со Сара, почнавме сериозно да се гледаме, па као Сара тогаш дојде од Бугарија и викаше шо ти политичар, па ја како џабе машки имаш кога ти цело време по состаноци навака натака и реално сватив дека политиката не е за мене прво заради тоа што многу, не викам сите, ама многу од луѓето кои што влагаат таму влагаат пред се за лични интереси. И вториот момент е дека многу од работите кои што се случуваат, ти реално немаш контрола. Што можеш да кажеш, јас сакам ова тоа да правам, ама сега, знаеш, кога донела одлука партијата дека ќе се прави нешто ова или она, ти не можеш да спречиш ништо. Да. Мислам, можеш да спречиш ако си отидеш. Не ако си отидеш, него ако стану престанеш да бидеш активен и да правиш некои работи. И сега, знаеш, од тој момент до ден денеска, драго ми е што сум бил. Знаеш, сите ме, ВМРО-ец, тебе те вработија, реалноста е дека еден ден неам вработување у државна администрација, нити на мене, нити на семејство, нити на фамилија, нешто сега, нешто тендери ке сме прекале, татко ми, мајка ми биле у државна администрација уште пред и да дојде во ВМРО и да биде што мајка ми цел живот беше професорка у средна школа, гимназија и никад не имала нити амбиции за директорка или не знам нешто што сега. Татко ми до пензија беше у Завод за судски вештачења. Човекот, мислам, си работеше тоа и пред Димитар да биде нешто во животот.
Така што не дека нешто јас сум влегол за сега, знаеш, ајде да влезеш па да ги вработат моите или ја да се вработам или жена ми да бутнеме да ова да она, него едноставно сум влегол од идеолошки побуди. Драго ми е што сум го направил, зашто тоа за мене е огромно искуство и јас после тоа искуство, да речеме, сериозно се вложив во организирање на настани со Идеа Лаб, заради тоа што таму научив како се организира настан. Ти правиш годишна конференција на УМС и знаеш дека треба да земеш сала, треба да имаш анимација на публика, треба да дојде тој, треба да дојде овој реквизити, вака да и знаеш, почнуваш да ги учиш работите и гледаш да го извлечеш најдоброто од моментот кој што го имаш. А и втората најдобра работа е тоа што приватно ние денеска, да речеме, се дружиме со голем фамилиарно веќе. Жени со деца со све. Добро, се дружиме сте пораснати. Да, со дел од луѓето кои што беа во УМС. Колку време се задржа таму? И па се рачуне тоа кога е 2006, значи ја тогаш сум имал колку 19 години, па не знам, сигурно едно 7-8 години сум бил активен член, да. И после доаѓа вакво танцот со звездите, така, дај кажи ми нешто околу тоа како се запозна со Сара, првото вакво јас со Сара се знаев и претходно, пред танцот звездите, зашто за тротоари имав правено интервју и овакво реално јас Сара ја знаев од медиуми. Зашто работев тогаш и во радио, она тогаш беше актуелна со цимерките, има една песна Шаби Лаби, кај нас на Макто 5 и ја убиваа таа, зашто тогаш беше као вадење од патики и нешто ново поразлично. Дошле две бугарки, уствари двете македонки отишле да студираат у Бугарија, ја ги викав бугарките, се смеев. И овакво јас ја знаев од претходно на танцот звездите, само почнеме поинтензивно се дружиме. Зашто? Заради тоа што за танцот звездите терминот на Сара завршуваше кога почнуваше мојот термин за тренизи. И се поклопувавме некако и често, знаеш, кафе ќе испиеш тука и она со Мишо, јас со Јована, пошто тогаш не беа они партнери. Па после емисија обавезно правевме, секој четврток се снимаше емисијата, па правевме кафана, па се искачаше, тогаш Midnight имаше латино забави, ние нешто као танчерски мудови, ќе идеме да се докажуваме на подиум, да. И така некако почнаме да се гледаме, почнаме да си пишуваме, целата... А она те знаеше тебе кој си шо си, така? Пошто ти си ја знала. Интервјуто шо и го имав правено, се појма немам дали ме знаела или не ме знаела, али... знам дека татко и ме знаел, пошто после одреден период... Ти призна, че... него после одреден период, као демек татко и седиме вака на маса на некоја прослава, и преме муаве шо како она и викаш каква Сара ја вика и пред Сара и реков ваков некој да си земеш да маш. Да, така че човекот бил визионер. Да, добро, погодил човекот. Да. Добро, тешко ли е да бидеш уврска со јавна личност, пошто и ти си јавна личност и она и дали е тешко? Абе видим. Што се случува? Ние тоа уопште не го гледаме, уопште не го гледаме така заради тоа што нели двајцата имаме јавни професии и двајцата сме експонирани. Тоа валјда треба жена ти да ја прашаш дали е тешко да си уврска со човек што има јавна професија заради тоа што ја не сум до толку многу јавна. Не си до толку сега. Те знаат. Добро, да, ме реално знаат. Да правиме муабет, можеби се сменети вредностите, ти не си телевизиски лик, ама више телевизија не се ни вреднува. Па реално да, у Македонија, освен турски серии, па, добро, ама сакам да кажам, човекот Сабајле се информира на овие критериви што се за порталите на Facebook и на Instagram, значи отвараш очи и тоа го правиш, ти не пушташ радио као пред 100 години за да слушнеш кој каде бомбардира и што се деша во светот, него отвараш телефонот и свети на гледаш све на од тој аспект си јавна личност и те знаат. Многу најверојатно е потешко да се праша некој кој што нема јавна професија, како е да се биде со некој што е јавна личност, отколку двајцата која сме, затоа што ние мислам прво нити ја нити Сара не сме луѓе што сакаме да се представуваме во лажно светло, во нешто што не сме, какви сме дома по гаки и по папучи, такви сме и у јавност. И оперирани сме од тоа јавна професија, јавна личност, тоа она заради тоа што и двајцата мислам сме го осетиле условно кажано моментот на слава и сега не дека нешто се јачаме кој е попопуларен. Јасно е. А добро, кажи ми, пошто важите за едни од најдобрите родители на Инстаграмов, како е со Илина, тешко ли е со Кирил сега, што ти текна така уште едно дете и
сам да ми кажеш нешто околу семејството, пошто ја треба да планирам тоа. Види, прво не е убаво да ти кажат важите за најдобро семејство на Инстаграм. Не, општо сега добро, лошо. Лошо висите на Инстаграм и сите на Инстаграм викаат најдобри своји деца дајани телефони, чипсо и гнетат дома, ништо не праце. Вие сте пример за ја сватив поентата. Прво ми е многу драго ако стварно така ме доживуваш и ако така не доживуваат луѓето. Зошто? Заради тоа што ја Инстаграм не сакам да го користам, мислам одувек сум бил против цицки гзови стања и лапање фоловерси, лајкови на база на продавање секси, на продавање за мене неморални вредности. Секој си има право на одлука, значи секој што сака може да си прави. Си прави како што му одговара, меѓутоа јас одувек сум бил против тоа. Во погледот на воспитувањето, ние прво сме луѓе кои што сме избувливи, конфликтни се, но Илина не научи на потешкиот пат. А тоа е дека секогаш треба да седнеш, да размислиш, со убаво да му објасниш на детето, заради тоа што Илина не е дете да речеме што е дифтар инат, па сега за инат ќе земе да брца прсти у штекери да ја јакне струја и не, него на нејзе све мора да и се објасни, све мора да и се раскаже. И она у денот има 850.000 прашања. Она станува од Сабајле и вика, а добро, зошто секој Сабајле нема сонце? Пример, сонцево нели изгрева, па кај е сонцето денеска? Денеска нема сонце. И ти треба да објасниш. У 7:30 Сабајле, а спремаш за градинки, треба да ја објасниш за моментот дека некојаш може да има магла, облаци покривани, дека не знам што. Така што она многу ми е драго што најверојатно сите родители си ги сакаат на посебен начин своите деца и секој родител за своето дете ќе каже дека е најдобро, најпаметно, најубаво све. Меѓутоа мене ми е драго што Илина нас ни е ќерка, заради тоа што Илина ни го разобавува на нас животот. Илина па сега поново и Кирил, иако Кирил уште е амеба, значи реално само цица, спие, кака и тоа. Почнува веќе да враќа, он прави сега 7 месеци, почнува да ни враќа на нас, почнува да учествува активно во семејството и пример најубавиот дел да ти даде Господ да си го доживееш е кога сте сите собрани, нема телевизор пуштено, не знам она, и си правите да ви е интересно и сите се смеете. Да. За мене тоа е убавината на семејството, кога од ништо ќе си направиш да ти е убаво. Нешто, да. И тие моменти мислам се бесценети. Уживаме сите во тоа, сега Илина поново афинитети за планинарење изјавува. За цртање. Добро, за цртање одувек си ги има, само сега смени техника. Претходно беше овако молив на хартија, сега е камче на врата. Да. Али, знаеш, се менуваат и перцепциите. Јас на татко ми да сум земел да му ја ишкртам колата со камен, сигурно на Голи оток ќе бев пратен и до крај на живот ќе работев за овакво. А за ќотеко да не зборим, пошто времеот излегол. Со кај со све. А сега кај Илина тоа беше 45 минути објаснување, па да е свесна дека тоа не треба да го направи, па зошто го направила, дека супер што си изразува креативноста, ама начинот на кој што го ја изразува нас не кошта пари. И казната беше дека она од незини пари си ја плаќа штетата. И на тој начин се согласи. Мислам сега она иако има 4,5 години, се согласи. Прво рече ќе ви дадам ако е 10-ка. Ќе ви дадам една 10-ка, па после рече добра, ќе ви платам, само не ме замарајте. Али, иако она има 4,5 години и се уште концептот на пари најверојатно не го разбира, сакаме да и даеме до знаење дека секоја акција си има реакција, односно за секоја штета на некој начин некако треба да се обештети тој што е оштетен. И тоа е нешто кое што сакаме да го пренесеме вака како вредност, а инаку зошто се одлучиме на второ, заради тоа што мислам џабе ќе ти кажам треба да го почувствуваш, дај Боже да го почувствувате за да видиш. Зошто? Заради тоа што прво со второво нема благе везе. Значи, од исти мајка и татко, двајца различни карактери, што од сам старт тотално различно однесување, тотално различен однос. Пример, он со мајка му е маче, мене доаѓаме, шлапаме, гребеме, гриземе, правиме пусти. Он доаѓа мајка му и вака, ја гали, ја гледа у очи, викам овој швалериште на мали нозе ушо. И најако од све, тоа не сум го знал, машко дете, жена кога ќе види, ти не знаеш како се однесуваш со жена. Мене ми е срам, не бе срам е, че ги шмека. На 7 месеци ги шмека, онака ми се смешка, разбираш. А пример сега бевме на детски роден ден и овие другари што ми се сите, твој бе комши од Маđари. Од Маđари. Да, сите бе, кај си ти со тоа ти?
Немој Тоа ги покефиш. гледа, разбираш, како, манете ми се. Добро, може дека имаат брада па се плаши човекот и за Па тоа. не бе, ја цел живот носам брада, он со брада ме знае и тоа има, да речеме, една заебанција што ја направив на Илина која имаше 2 или 3 години, си избричив скрос. Аха. Не ме позна. Не те позна? Не ме позна, како. Кој е? Вака ме гледа. Мамо, зошто те гушка, чичко? А добро, Илина е, мислам дека повише поврзана со тебе. Пошто така валја идат женско со машко, беше машко. тука шамарке ти обнеше. Да. Да, иако стварно е Извини, така. Сара. Да, иако стварно е така, зашо Ма така викаа дека е. да. Јас со мајка ми рецимо сум поврзан. Односот син, мајка и ќерка, татко е тотално поразличен. Иако или на мене да речеме, што мене ми е жал за тоа, ме доживува поише за авторитет. Зошто? Заради тоа што секогаш кога нешто ќе сгусне и кога овако, ај Димитар разбери се со неа, не можам, разбери, јас сум тој, Што ти треба? кажав, Да. и од тука валјда потекнува тоа, ама не е дека само мене ме слуша и не е дека само мене ме почитува, она е страшно паметна особа и знае да процени во кој момент од кого што може да добие. И тоа она си го користи, што претпоставам дека така е со сите деца на нејзина возраст. Ама да, имаме некој посебен однос, посебно во последниот период, затоа што Сара заспива со Кирил, она го решава него. Јас сум со Илина со поише за Илена. на Сабајле за градинка за навечер за лигнување и најверојатно тоа. Ама не дека со тек на годините нема да се смеи. Тоа сав да те прашам, беше следно прашање, како изгледа еден ден на Диме? Од Сабајле стануваш и целиот ден, пошто гледам дека цело време натаму наму, Да. она со децата. Она Бени Хил имаш гледано порано, ки ти ја пуштам Може со песната. мал за тоа или? Па и јас сум мал за тоа, Да. ама го знам од саундтракот, затоа што Од мука го да, знае. она убрзана снимка, знаеш сите кога брзаат негде, не знаеш да, кај да. сите каснат на сите страни. Ја многу сакам да спијам. Значи и тоа го кажам, ја болем паѓам кога 3 дена нема да се наспијам по 7-8 А имаш сати. ли еден ден у неделата кога можеш да се наспиеш? Да, и низ нос ќе ми го извадат. Недела? Па не, најчесто е сабота. Аха. Ама не мора да значи, мислам сега Да. порано било, сум ги спиел и сабота и недела по 12 сати, топ ми било. Сега од прилика не знам навечер легнуваме со Сара 12 и пол 1, стануваме, јас станувам 7:20 ми е првиот аларм, последниот снус ми е у 10 до 8. Станувам, со Илина стануваме, ја спремам за градинка, се спремам јас за на тренинг. Ја носам Илина у градинка, одам у CrossFit Скопје на тренинг, после тоа идам у канцеларија у Идеала, терам у Идеала, па одам у радио 2 до 4. Секој ден си урадио? 2 до 4? Да, секој од понеделник до петок. Па ја зимам Илина у 4 од градинка, или ја носам на англиски, па ја чекам да заврши па се враќаме дома, или се враќаме дома, вторник и четврток ручаме, па ја носиме кај Трајчи Брейка лек на танци, од 6 до 7, па се враќаме дома. Има. Да, она ти е по-набиена агент од мене. Завршуваме нели со англиски танци манци ова она, доаѓаме дома, се вечера, ќе си раскажеме денот шо како, се тушираме, одиме, приказна, обавезно се чита. Обавезно читаш Приказна пред спиење. И на двајцата? Па не. Кирил Кирил кога ќе оставиме да читаме со Илина, ја кубеа за Мара, тоа више треба онака да е мирно време. И со неј се читаме приказна, се гушкаме, се поздравуваме, легнуваме. Од кој ќе легне она заспива од прилика на 8:30-9. Не знам, се пушта или нешто некоја серија да се гледа, или нешто муавет со Сара за шо како најверојатно треба да се договараме за следниот ден за периодов и тоа е тоа. Петок немаме активности, петок 4 саат доаѓаме дома, се руча, секој има слободни активности, она сака да си иде у соба да си црта, сака филм да гледаме нешто заедно. И сабота недела гледаме да немаме многу врски, туку да правиме некои работи заедно. Најчесто кога е поубаво време да одиме на планина. Планина, да, гледам дека планинарите Уранец, доста. кенгур, менгур, ово, она се качуваме горе. Се вози АТВ, тоа е тоа. Да, добро, не е лошо, не е лошо. Абе не е лошо, знаеш, да ги стигнеш сите обавези. Не се стига. Не се стига, да, Значи, време си треба. секој ден ми фала по 4 сати, за да можам да си ја завршам работата. Да. Ама, знаеш, се прилагодуваш. таков е периодот и сега мора да се навикнеш. И такво и времето брзо, сите брзаме негде правиме нешто. Баш така. А кажи ми, не те прашав за идејата, за Идеја Лаб, од каде дојде, шо, како почна тоа се... Да, Зашо баш маркетинг агенција? Идеја, па знаеш зашто? Заради тоа што го работев претходно со водителството, зашто
Сега пример, знаеш, сите викаат абе инфлуенсери да добиваат гратис, ги тинтрат. Ние реално бевме инфлуенсери кога немаше инфлуенсерство. Кога немаше Па да, вие бевте кога немаше познати. Инстаграм, Фейсбук и тогаш нас не бара, не знам, да рекламираме гардероба, сати, наочари, такви работи, така што уште од тој момент ти си бил насочен кон тоа да мислиш како да го испромовираш тоа што го носиш. Имав една соработка со еден француски бренд кој што дојде во Македонија. Они беа сериозно насочени кон тоа да те едуцираат како треба да пренесеш нивната приказна. И година дена имав договор со нив и од таму реално научив многу. Исто имав 5 години соработка со еден автомобилски бренд кој што им бев заштитно лице, возев коли нивни и сите тие ствари. Мислам дека знам, да. Така што уште од тој момент ја бев насочен кон тоа да размислувам за како да го промовираш тој што ти ја дал довербата да го рекламираш. И сега после извесен период ја незадоволен од работата, се барав нешто ново, партнерката моја исто така работеше во една претходна PR агенција, не беше задоволна. Сосема случајно, мислам, ние се знаевме со Ема и од претходно, ама сосема случајно мене ме викаа да бидам водител на реотварање на воен базен. Кај нас во аеродром? Да. Овакво покорни бабура тогаш пушташе музика и преку радио нешто ме викнаа да доам да водам. Ема го работеше делот за медиумите, значи она канеше медиуми, новинари и такви работи. И абе што преш, еве ништо, барам нешто ново, валјда ќе отворам, абе дај нешто ако саш ќе седеме заедно. Следниот ден па на база на аеродром се најдовме. Визит картите, ова ќе правиме, тоа ќе правиме, ќе смислиме, дај вака така креативност и отворивме фирма. И сега у јули правиме 10 години. 10 години. Да. Браво, ајде честито Да, нека. да се множат, да се множат, да. Значи сега си таму стациониран. Додека не ми избркаат од сопствена фирма. Не би се вратил на да бидеш водител на некоја ТВ емисија, нешто такво, имаш? Знаеш, многу ми го поставуваат тоа прашање, искрено не знам, заради тоа што имав неколку обиди да се вратам, што беа мои лични идеи. И тоа јавно го кажам, за мене не е успех некој да ти каже не ми се свиѓа идејата и не е добро ова. Имав неколку идеи, ги понудив на неколку телевизии и сите викаа као, абе не знам колку ќе пројде ова, не знам дали ќе биде. И реков, окей, не е по секоја цена, значи сепак јас сум на телевизија 19 години, 16 години поминале од кога прв пат бев на телевизија. И не е сега по секоја цена сега да земам да идеш да форсираш нешто што да водам некој не знам бекстеж да не се навредат, ама некој естраден магазин кај што местото мој 19-20 годишно дете да води. А ја да идам да бркам настани, да правам анкети да пустам. Не е дека бегам од работа и дека таа работа е по ценом, туку едноставно сметам дека сум дојден во фаза веќе кај што не сакам по секоја цена да работам нешто. Фала Богу, имам работам и во радио и во Идеала, имам финансиска сатисфакција од таму, значи заработувам, плата имам, немам нешто посебна потреба сега да се тепам, за да работам нешто по секоја цена на телевизија. Ако има некој добар проект или нешто интересно што би можело да се прави, да, јас сум отворен за соработка, ама пак ќе кажам не по секоја цена, зашто и времето кое што го имам дома ќе треба да го инвестирам додам да снимам. А не знам искрено колку сакам да се откажам од тоа да си ги гледам децата како ми растат. Реално ја преби ги избрал децата, него нешто друго така. Затоа 5 години не сум на телевизија. Да, те разбирам сега. А кажи ми дали според тебе кој е најдобар водител во Македонија? Според мене кој е најдобар водител? И дали сега у последно време има добри водители што Абе види, тоа е, знаеш, како меч со двеоштрици сега и субјективна работа. Ако за мене некој може е добар, може за некој друг гледач не е добар. Ја и тогаш ти кажав, нели, кога имавте со Марче емисија, Жаре го спомнав дека ми е скрос окей вака од нови водители, ако он не е нов водител, туку е глумец. Збориме за кој Жаре почнав? Жаре Димовски. Димовски, да. Жаре Димовски, па го спомнав бе претходниот пат кога бев на у Капитол кога бевме. Да, без компас, да. Он ми е вака као свежа крв и нешто што супер се вклопува у медиуме, посебно и затоа што нивната приказна реално е, знаеш, пак гледаат едукативен дел да има самата емисија, а инаку што се однесува на од водителиве, јас од девојкиве мислам ти ја кажав Лила. За мене Лила е добро, ама број еден водител заради тоа што реално Лила е 150 години на телевизија. Саатов нотификации ми стига цело време се знам, треба да го исклучам. Лила е 150 години на естрадава и да, она мислам
стварно супер спремен води. Она е да, скроз. А некој Да. е женско така според тебе, што мислиш дека Па, сега Јула е е женско, бе, брат. уподем, не уподем, да, знам Па дека не знам искрено, ја и не сум некој репер за телевизија, зашто ја не гледам телевизија. Значи сега ќе Да, ќе не треснам се. нешто за да ти одговорам само на прашање, а можеби не е Релевантно, најправилниот одговор, заради што да ја кажам, Ведрана да ја кажам, Ведрана малтене со мене исто има стаж на телевизија у водителски води. Не знам кој има од новиве, сега може ако седнеме да ми покажеш оваа е нова, ќе ти кажам да има супер потенцијал или нешто, ама не би кажувал нешто само реда ради да ти одговорам, зашто реално не сум репер. Зашто не си, да, те разбирам. Добро, а со оглед на тоа што работиш у маркетинг агенција, имаш контакт со инфлуенсери, со сите такви личности, колку е тешко да работиш со нив и што мислиш за социјалните мрежи? Дали се добро или лошо за општество? Види, нема како да се лошо за општеството, може само ние лошо да ги користиме. А што се однесува на социјалните мрежи, се многу убава работа. Ти губиш куче, ставаш на Facebook дека си го изгубил кучето, за 2 дена го наоѓаш кучето. Да. Имало милион случаи и сега да речеме ја тоа многу го ценам и го почитувам. Не знам, за жал некој силувал кретен, некој силувал некое дете, се дига фама околу тоа на социјални мрежи, ја поттикнуваш и сама институција, односно Министерство за внатрешни работи, сите да мора да одговорат затоа што имаат притисок од јавноста на социјални мрежи. Да, иначе не. Значи, тоа за мене е страшно позитивна работа заради тоа што моќта на стадото, условно кажам, на толпата која што е собрана на социјални мрежи или не знам за најразлични теми. Тоа се позитивните работи. Негативните работи се тоа што се продаа блуд и разврат, што ефтини лајкови, кликови, кликбейтови се прават само за да се стигне побрзо до бројки. Тоа мене воопшто не ми се допаѓа, ама па да речем имаш многу поучни работи, имаш многу убави работи кои што може да се гледаат и пак ќе кажам, што следиш. се е во тоа што сакаш ти да следиш. Ако сакаш да следиш курави кои што ставаат голи слики и овако, следи, тоа е тоа, ти сакаш тоа, си у очите и кликај си и лајкувај си и супер. Ако сакаш да следиш некој од кој што можеш да научиш, да те мотивира, да те инспирира, да ти биде пример, прај го тоа. Пример, јас сега не знам на Инстаграм го следам Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо у последните 10 години сериозно е заложен во тоа да се бориме сите против климатските промени и да правиме промени во општеството, да помалку загадуваме, да правиме да пустиме. Сега пример, како да кажеш дека тоа е лошо? Да, не е лошо. Да. И само да не се злоупотребува. Све, ама тоа не можеш да го ограничиш, знаеш. Не порано се знаело кој може да излезе на телевизија, кој може што да каже, пред 50 години еден бил спикер, искачал, кажувал тоа и сите викале да, така е, као. Да. Добро вечер кога му викале на телевизорот. Денеска секој има јавен простор и секој има право да се каже своето мислење и што е поинтересно, секој има право да креира јавно мислење. И сега, тоа е мешто две оштрици, се зависи од тоа, тој што го креира јавното мислење што сака да постигне. Ако ти сакаш да промовираш некакви си вредности, тоа го правиш. Да. Ако ти сакаш да промовираш блуд и разврат, тоа го правиш. Реално така е, да. Ништо помина доста време, мислам дека саат и нешто правиме. Не гледам од прилика на саат, ама мене интересно ми беше, брзо ми помина. Беше и мене ми помина брзо и затоа не сум ориентиран со времето. Фала ти што беше гостин, што гостуваше, ќе гостуваш пак имаме една наредна еден концепт нареден, мислам дека малце ќе ти украдам од тоа, ќе го јадеш, ама малце само ќе ти украдам. Не да ми украдеш, све да земеш. Не, и да интересно, нема мајвари. Ќе ти направиме ајвари, знаеш што е работата, што не е тоа крадење. Значи сите го викаат, абе ги копираат, абе она. 5 од тие 5000 луѓе што пишале така, да ги седнеш на твоево столче и да им кажеш, повели збори, прво ќе се наросат цели на чело, нема да знаат што да зборат. Мене сега тоа ми е интересно. Имаме аудиција за нови радиоводители у радио. Аха. И знаеш, се пријавуваат луѓе. Што не ме викна мене? Дојди бе, отворен е конкурсот за сите. Отворен е. Се пријавува не знам, некои 200-300 луѓе. Од тие 200-300 извадивме као
50 луѓе кои што сметаме дека У потесен може круг. да влезат, да, според искуство, според што правиле, како правиле животот, сега не може ти некој машински инженер работи цел живот и да никад немал контакт со луѓе и со овакви, сега да го викнеш. Од тие 50, знаеш, многу е лесно од страна да кажеш, абе не чиниш, абе катастрофа си, абе ваков си. Да. Кога ќе влезат у студио и кога ќе им кажеш, ај кажи го ова, да видиш како Да, се ова тресат. не било. Така што, знаеш, ние сме општество кај што секогаш критиката е на прво место и сите, и компетентни и некомпетентни, критикуваат. Ама ја тоа го сваѓам како добра работа, затоа што секогаш дури и на луѓе, да речеме, што пишувале на социјални мрежи, не чиниш, кретен си, педер си, ваков си, таков си, секогаш сум гледал да пробам да го најдам коренот на тоа што да го пишеле извлечеш. и дали стварно има нешто поврзано Што со тоа што стварно е е. со тоа што е реално. Така што, знаеш, пак зависи како ќе си го искористиш моментот. Ако ти сакаш да научиш нешто од тоа, ќе се замараш, ако Да, не. реално, мада начиве луѓе се така, знаеш, само на критика ударат и тоа, не знам, валја се хранат со хейт, со... Абе добро со е брат, да тој што те критикува одвоил време од неговото време за да ти За да- пише на тебе. да, Значи, да. ти си му го привлекол вниманието и не си се соблекол гол. Тачно, Така? тачно. Као што вика Джек Сперо у Пиратите од Карибите кога го фаќаат, викаат, сме слушнале дека ти си најлошиот пират што може да постои. Викаат, да, ама сте слушнале. Па баш е така. Гледа го документарецот сега за Џони Деп, почнав да го гледам. Да, ќе го So гледам, Amber баш Heard, сакам да видам да. што се случило, да. Чуда брат, се храниме со рекла казала моменти, ама сваќаме уствари дека стварно живееме во едно ненормално општество у кој што имаме све на дланка, а се замараме со Со работи, глупости. да, наместо да се развиваме како човештво, ние со Ние рекла казала. тонеме, да. Да. Ништо Диме, фала ти уште еднаш Нема многу гале. што беше гостин. Се надевам ќе ми доеш пак. Па се гледаме, ние после ќе направиме некој картонче, ќе го видат Ако. луѓето. Така да Само да ти гледачи, кажам фала ти да ни- многу што ме покани. Ти посакувам да ти стане навика ова снимање во подкасти, да се развие во У студио. во гледан подкаст. Па добро, и ова е студио, Да, за ова што е ти фали? некој вид студио. Што ти да. фали на студио? Импровизиран. Знаеш зашто? Најмногу заради тоа што знам дека се трудиш и знам дека сакаш да си иновативен и сакаш да правиш работи кои што пред се ги правиш за забава на луѓе. Значи тоа е тоа што недостасува. Тачно. Колку можам се трудам, па вие ќе одлучите дали е добро или не. Така да од мене чао, можеш да се одјавиш на твој начин тука, во моја емисија. Да станам на конј да се Да си- одјавам. да се Да. одјавам. Ништо, гледајте го Бомбаки си, уживајте во неговиот подкаст. Чао, чао.